Луѓето имаат идентитет. Обединетите нации не преговараат за идентитетот на еден народ. Оваа земја има идентитет и други земји имаат свој идентитет. Треба да бидеме јасни дека мандатот на Обединетите нации се однесува за името и треба да се реши името на државата. Ова денеска по средбата со премиерот Груевски, претседателот на државата Ѓорѓе Иванов и министерот за надворешни работи Никола Поповски го истакна посредникот во македонско-грчкиот спор за името Метју Нимиц. Тој истакна дека е вистинско време за заживување на разговорите и соодветно време за наоѓање сериозно решение. Ги слушнав ставовите на премиерот Груевски и владата има конструктивен пристап за наоѓање решение и за моите идеи. Утре ќе зборувам со владата во Атина и ќе одлучиме за следните чекори. Мислам дека ова е прашање кое мора да има резултат и важно е да се реши, посочи посредникот Нимиц. Министерот за надворешни работи на Република Македонија Никола Поповски на денешната средба со медијаторот Метју Нимиц ги истакна заложбите на Република Македонија за решение и целосна посветеност на процесот. Македонски интерес е да го надминеме единствениот, но тежок и долготраен проблем со нашите грчки партнери, истакна министерот Поповски, додавајќи дека за да го постигнеме тоа ни треба почитување на правото и политичка волја. Посакуваме таков сигнал да се добие од Атина по посетата на Нимиц, речеше вод на дипломатијата. Владата донесе одлука за основање на два нови технолошко-индустријски развојни зони во близина на Виница и на Берово. Технолошко-индустријската развојна зона Тирз во Виница ќе биде изградена во местноста наречена Поповец, што се наоѓа 5 километри од градот и ќе се простира на површина од 20 хектари. Тирз во Берово ќе се наоѓа на патот Берово-Дабиле и е на површина од 17 хектари. Тој посочи дека во септември се очекува да почнат градежните активности во зоните, а најдосна до крајот на годинава да заврши првата фаза од изградбата на Тирз Виница и Тирз Берово и да се создадат услови да може да се привлекуваат странски компании во рамки на зоните. 25-годишниот Али Реджепи починал откако вчера вечер 36-годишниот Суат Бислими го удрил со метална прачка во главата. Убиството се случило во скопската општина Шуто Ризари на улицата Патрик Лумумба. Според првичните и се уште неофицијални информации, до убиството дошло по претходна расправија меѓу Али и Суат, кој бил очув на девојката на сега веќе починатото 25-годишно момче. Авиокомпанијата Malaysia Airlines се соочува со огромни финансиски проблеми по двата пада на авиони годинава. Поради тоа дневно губи до $2 милиона. Компанијата веќе трпеше последици поради падот на продажбата на билетите и зголемените загуби по мистериозното исчезнување на авионот со 239 патници на линијата Куала Лумпур-Пекинг на 8 март. По паѓањето на МХ-17 на истокот на Украина и загубата на 298 патници и членови на екипажот, ситуацијата станала кошмарна, наведува германската RTL. Британската влада ги заострува мерките кон имигрантите од земјите НЕУ во обид да го намали бројот на вкупната имиграција и да го спречи така наречениот социјален туризам. Со новите поостри мерки што треба наскоро да стапат во сила, правото за користење социјални бенефиции за невработени имигранти од ЕУ од сегашните 6 месеци ќе се намали на само 3 месеци, доколку се утврди дека корисникот на паричната помош нема перспектива одново да најде работа.